Добар ден, криптоентузијасти, добро дојдовте во уште едно видео на CryptoGameGeo каналот и нашиот долго очекуван и добро познат гостин, тоа е CryptoPhil. Добре дојде, CryptoPhil. Брат, само малку не те слушам, да нема некаков проблем. Да, се мутирав. Да, не е лошо да се одмутирам. Здраво на сите, среќна нова година, среќни божични празници, а ви посакувам се најдобро ова година, првин здравје и после се друго. Антонио, сакам лично да ти честитам, уште еднаш честито што стана татко. Фала многу. Фала многу. Да ти здраво и живо малото, нормално, како што викаме, на свадба да му изиграме. Уште 25 години тука сме. Уште 25 конференции, ќе кажеш, грешно кажеш. Да, може. Одамна се немаме ништо кажано, јас малку излегов настрана, но денеска тука сме, повели влезите со вовет сите тие работи, па после одиме едно по едно. Точно. Денеска, значи, главниот фокус е на CryptoPhil, да видиме што прави CryptoPhil, што се случува во неговиот живот моментално и зошто CryptoPhil го нема. А за тоа малку подоцна, само за почеток, како што знаете сами, за оваа недела распоредот е веќе направен. Значи, тоа е подкастот со CryptoPhil, кој што е почеток на оваа недела со материјали. Не забравяйте, во среда, во вечерните часови ќе имаме лайвстрим, каде што ќе разговараме за макроекономија и крипто, заедно со Гоце, веќе позната тема, знаете и сами. Во сабота, нормално ова е според вашите гласови, имаме техничка анализа на практично пазарите, каде што ќе имаме јавна дебата на истата оваа тема. Нормално кој сака може да се приклучи, да поразговара со нас, да ни даде свое мислење, критика, за тоа сме отворени, тоа е поента за нас саботниот лайвстрим. И недела, како што кажавме, почнуваме повторно од ново со сите 116 коини токени кои се обработени, каде што прв ќе биде Ripple со свој апдейт, нормално во соодветна анализа од фундаментален и технички аспект. Дополнително, официјално од денес сме достапни на LinkedIn и на Threads. Така да на сите наши социјални мрежи може да го најдете линкот до овие два профили или едноставно побарете го нашето име на латиница CryptoGameGeo на Threads и на LinkedIn и за следете не и на овие платформи. Дополнително, најбитната работа која што нормално мораме да спомнеме е дека наскоро доаѓа најголемата досега офлайн митап организација на нашиот канал, каде што може да видите и сами дека практично истото како настан може да го најдете на нашиот профил, односно на основниот профил кој што го гледате овде. Се што треба да направите е да влезете практично во овој пост и ги имате сите информации заедно со самиот настан. Така да во оваа ситуација регистрирате го вашето присуство да би знаеле колку моментално луѓе очекуваме на оваа така речено овој настан. Тоа би било позитивно за нас да знаеме што очекуваме, додека уште еднаш ќе напоменам, че имаме ситуација во која што ова ќе биде организирано во Битола, во Народниот театар, на 29 март 2026 година. Така да ќе имаме повеќе гости, веќе потврдија своето присуство Крис, тоа е майнерот, Proof of Work, знаете сами веќе неколку пати настапувал на нашите две криптоконференции. Овде исто така го имаме и Никола Котели, специјалист за децентрализирана физичка инфраструктура и официјално од вчера ќе ни се приклучат и Мотика со свој слот на оваа презентација, на овој офлайн митап, каде што ќе ги имаме истите како дел од нашата партнер програма со своја така речено презентација за својата крипто приказна од DOL до DAO нормално и за основите на крипто како брз курс. Тоа ќе биде интересен интерактивен дел, за тоа малку подоцна кога ќе дојде ред. И пак ќе напоменам се што барем да се само регистрирате во вашето присуство за да знаеме колку луѓе опрлика очекуваме на овој настан. И она што највеќе ни интересира денеска е CryptoPhil да ни каже што се случува со него. Каде е, зошто го нема, зошто нема нови материјали, или CryptoPhil, кај си ни сега моментално и што правиш? Знаеш што вика во прилеп, што вика, кај беше те неам било од 2 недели, јој вика другиот, кај ќе ме видиш во Скопје сум цел месец. Антонио, првин да ти се заблагодарам сепак за поддршката како и секој што ми даваш. Антонио ми пиша пред неколку недели. Добро воли вика човек, кај си те снема се, лутиш нешто, те нема исчезна, вика. Кај ќе ме видиш во Ливерпул сум веќе 10 години. Вистина, точно. Да. Гледај се, вака, јас исчезнав точно, да, имаше во лани во 2025 беше доста турбулентна година во мојот живот, од страна на негативно,
за па една од најтешките години во моето семејство, некои проблеми со здравје. Јас требаше да ме сечат 2 пати, детето 3 пати на болници, па сопругава некои куп проблеми и толку ми дојде, изборуваме од јануари. Можам да замислам. Едно па друго и знаеш како малку направив на step back off. И викам, толку тука кога ќе поиш на болница седиш по 10 сати да го види детево. Мислам, таков е процесот. 10 сати за да има еден преглед. И размисли во 2023-та, 2024-та, јас мене немаше дома ич бев на 15 конференции во светов шетање, ваму, таму, Германија, Дубај неколку пати, Сингапур неколку пати. Јасно, ми кажам за тоа, точно. Да, мислам шетав па 3 години усвари. 3 години шетав нон-стоп, па речи си 3-4 пати годишно по неколку недели. И си го заборав малку семејство. Жена од тука вика, виж, знаеш како е. И плюс од 2 деца и викам, плюс овој работи кои се случија и ми беше едно малку она wake up call и викам семејството на прво место, крипто го оставив на последно, не занимавам, и тоа што маркетот беше плюс долу и паѓа. Така, со тупаници ме топа цело време, ич не помага, значи депресивно 650, мислам, сите го почувствувавме тоа. За жал, немам биткоин, имав, ама немам. Нели, како и сите чуваме крипто појде 70% долу, нурна. И боли, знаеш како, психички овде други проблеми. И реков, видеа не правам, не ги гледа луѓе видеава, имав по 700-800, паднав на 100-200, луѓе во губа пари. Мислам, јасно. Ти крив, просто проектот паѓа. Ти вика инвестира во динео и нагоре. Јас што сум крив, маркетот паѓа. Гледаш, 10 октомври се стринат се, 2-3 милиони луѓе изгубија скроз. И тоа, знаеш како, многу боли. И мора да направам еден back-off и реков назад. Во меѓувреме, не знам, мислам ти знаеш, ама има луѓе што не знам, се занимавам тука со проперти, нешто гледам флипинг да правам и такви работи. Излезе така некоја опција и ги земам, јас ги реновирам скроз, нели? И после така реморгиш се прави, тука се прави такви некои шеми и тоа си бара малку подолг период и е, како да ти кажам, нешто што го имаш физички тука и е како за пензионирање. Баш сега излезе, да, некоја шанса пред неколку месеци, нешто и сега помалку таму подработувам, мислам на работа па таму. И знаеш како со крипто се повлеков. Јас сум во крипто, мислам имам yield farming прам, тука сум и сега и за тоа ќе спомнам доста работи што ги научив, што мислев нешто едно вака, ама со искуството сето се добива. И горе долу во главно добив еден голем wake up call, малку поиќе family time беше минатава година и да ти кажам моментиве кога ќе размислиш, децава си раста, животот си течи. Времето мине, точно. Да, времето си поминува, како беше на џупците вика, како беше караван оди, кучината ла, како беше. Живаат, јасно. Да. И знаеш како, и седнавме доста некои посериозни муабети тука со пругава и рековме, мислам, вика сакаш оди, нели, враќај се, не викам, знаеш како, малку и со децава да се изградам малку време. Оти ќе порасна толку и после па нема да им бара. Се уште са навечер се тепаме, уште 2-3 години. И во тој и така во тој Антонио контекст се повлеков скроз од YouTube, ме контактира наваму натаму, ама многу малку сега, освен за некои скемои што ги одбивам. И реков back-off ќе направам и ме фајча така она некош да се вратиш, ама во главно да ти кажам не ни планирам во овој момент. А иначе да, цитирам, yield farming си влегувам со бајлес, но за сега со YouTube брат, малку мислам дека е лоша конекција, извини, ама последниот дел не го разбрав, ако можеш само да повториш. Извини, ми сецка малку, ако можеш само да повториш, значи не планираш да се вратиш на YouTube, ако разбрав правилно. На стендбар се излажа дека имам 300 токени. А на YouTube планирам, ама многу помалку, по еднаш 2 пати на месец, колку нешто да поддржам, колку за yield farming, да планирам, не знам кога, ама некаде пролетва планирам така, колку си го држам и каналов, отима и имам едно 3-40 луѓе од Македонија што ме контактира за yield farming, нонстоп ме попрашува, што е добро, и
има доста интересни работи што ги научи во yield farming, што разбрав дека и не се вистина јас како што си мислев. И во глобала тоа Антонио зошто се повлеков од YouTube. Мислам, ако имаш тука некои други прашања во таа од прашање. Значи, да, знаеме дека потенцијално би направил видео 2 на англиски јазик, дали потенцијално нашите гледачи би очекувале нешто на македонски можеби? Да ти кажам, појче дури се мислев дали само на македонски да се преминам, ама излачи има едно на македонски, едно на англиски, имам и доста англичани што ме Јасно. Контактира, ја вика, кај си што се случува, те снема? Мислам, ти си жив. Тука си, да. Да, на македонски и на англиски, да. Извини што ги запомнам. Мене случајно ти е лоша конекција, не знам зошто, ама ми стетка одре на време. Би требало да е така. Ворете сега. Антивирусот одеше, гледам. Затоа што, знаеш како, буквално прескокнува збор на збор, затоа и мора да те запам. Значи, потенцијално да очекуваме можеби 1-2 видеа, да речем во месец-два, затоа што многу луѓето ме прашаа, нели, сакал да знам што да им кажам. Да, 1-2 видеа на македонски и англиски, мислам едно по едно може и мислам, така ми е планот да си го држам каналов и луѓе од тие што ме следа, и да ти кажам, убаво е, интересно има да споделиш, секогаш има некои нови работи, баш денеска разговаравме канеја тука на конференција во Лондон, има сега некаде за неколку месеци, има конференција една, па не знам дали чудам или не, оти бев на 15 конференција Антонио и малку требаше и да и знаеш како си кошта. Да, јасно се разбирам. И тука дали криптофил уште во крипто? Криптофил е уште дебело во крипто, да, дебело во крипто, иако требаше да излеземе 70%, ама нека не излеговме, мислам како ќе излезе на која 70% ако си забува така? Значи како би излегле? Од што би излегле? Не може, касно е сега, ќе си чекаме. Јас сум во извини, тука имаме еден дечко. учи. Јас сум, да, во крипто сум, да. Yield farming прам сериозно, влегов, па да речам 50% од портфолиото ми е во yield farming. Значи имав, да се вратам во Велес кога бевме, имав некаде горе-долу 300 токени и требаше да го исчистам. И еден ден, една недела седнав и го исчистив до под 100 токени сега има. Значи се испродадов и се што зедов ги преинвестирав. Значи имаше едно 60 токени што не ги нема поиќе. Тие овие се токени ти зборам 2021. Разбираш што се случило. И ја реков чудам да ги гледам. И голема грешка е тоа што имав премногу токени. И не можеш да ги следиш, значи не може. Вистина. Биткоин ни направи добар bull run, според мене лани, сето друго направи, освен со исклучок на неколку, сето беше катастрофа. Точно. Сето е катастрофа и жално сите очекувавме, мислам и ги разговарахме неколку пати тука и мислам јас лично кажував, зашто ти е биткоин кој ќе направи 1x, сите други е 20x. И кој видов века ништо не прави, си го продав биткоинто за другито што има. И викам, и сега шо прам? На прашањето ти одговорам, сум во yield farming. Ќе одам малку на yield farming за тие што прави yield farming. Тоа што научив е многу битно дека во yield farming. Ако сега да споделиш нешто случајно, имаш нормална опција, да знаеш. Да, нема проблем, само да знаеш. Значи само имаш share screen, кликни и нормално јас ќе го додам. Не, извини, за sharing немам ништо, нема врска. Добро, готово, јасно. Поели, слово. Така си кажам. Јас сум сега во Blue Chip, TAO со Ethereum, BNB со Ethereum, Link со Ethereum, така ти се има неколку TAO, Aster со USDT и Hype со USDT или USDC. Тие се едно 5-6 пула што ги држам. И тоа што научи во изминатава година и пол е тоа што треба самиот обсек или рейндж кој што игра да е доста широк. Јас го играм на широк порано го играв 30 до 40% горе долу, а сега го играм помеѓу 80 до 100-120% горе долу. И ако размислиш, тоа е екстремно многу. Сега имам тао минус 25 до 30 до плюс 120%. Значи, замислете 120% од сега. Тао комотно може да е $550-600, Етериум да не мрне, јас уште ќе бидам во рейндж. Зошто? Затоа што криптова, еве сега баш го гледав рендер, рендер испука 100% за 2 недели. За 2 недели испука 100%. Да. И влезе. Разбираш, тоа е, значи
ботом за многу токенове сега беа. Жално е што немаме приход да ги купуваш. А кој што има купува, кој што не се чути. Точно. Јас го користам сето што го правам од yield farming, сето си купувам од 5-6 токени, само blue chip играм и имам неколку ризични, нормално како и секојаш, таков сум тип. И сето само compounding правам. Само си купувам токенчина и во yield farming со широк опсек. Зошто? Пак ќе кажам, ова година како што изгледа коцкиве, може да биде доста. Ова година може да е 20-25 што очекувавме, барем јас така го мислам. И треба да искористиме максимално. Не продавам, иако имав многу она, знаеш како, однатре некој чувство, леле, оди надолу, она те тепа и тогаш кога ќе тоа компјутерот не го гледам 3 дена. Крај. Бегам од знам што ќе направам, ќе кликнам на сел и по 2 недели ќе пута 2. И така е. Се што продадов пред веќе беше околу пред октомври, кај октомври пред тоа беше тоа што исчистив, сега само си чувам токени, имам околу таму 80-90 посериозни, имам 10 посериозни, другите се кој ќе успе. И тоа е од моја гледна точка. Јас сум во крипто, си правам yield farming со широк опсек. А дури имам тука доста конфликт со неколку yield farmери, тие се со по 300, 400, 500% опсек. Има еден кинес што сега е доста интересен, доста го следим и тој ти вика целта е ќе направам видео точно за тоа. Точно за тоа ќе направам видео и ќе објаснам. Тоа го намалува профитот, ако разбирам јас, така? Со оглед на фактот поголем. Точно, колку повеќе опсек имаш, толку помалку заработуваш, но кога токенот оди нагоре, толку повеќе добиваш. Ако имаш многу помал опсек, ако токенот појди нагоре 50%, ти ќе излезиш out of range, нели, надвор од опсек и ќе бидеш префрлен во другиот токен и нема да заработуваш. Значи очекувајте, ќе кажам, што е сега, јануари, значи ако планирам таман февруари, март да почнам на некој видео, точно тоа беше првото видео, ќе направам долго видео што ќе го објаснам точно чекор по чекор што значи поширок опсек, потесен опсек. Мислам, знаеш како многу јутубери го клава 1% на ден и тие работи јас тоа го правев, ама всушност вистина е тоа, ама и не е вистина, ти заработуваш краток период. И јас зборувам тука широк опсек, јас сум во ренч со недели, со месеци, не си надвор од опсек. И тоа е екстремно пасивно. Идам тука по 3 недели од 20 пула, 15 пула се уште во ренч. Ти знаеш што значи тоа? А пред година и пол тоа не постоеше. Мислам, секој ден можеш да правиш adjustment, јасно. Ами не секој ден, ама еднаш неделно. А тоа е убиство. Убиство има таму, зависи како гледаш работите, но ќе го објаснам на видео. И тоа е нешто што е на огромна лекција што научив со искуство. Со искуство и од еден така доста добар јутубер, благодарение на едни македонци кои што ми го споделија и тука споделуваме уште секој ден, тука се тегниме, се влечиме ова направи го, тие работи, купувај, продавај што да правиме long short. Long појче не играм од коме стрина на 10 октомври. Јоп! Ниту на 2x ме ликвидира. Тоа е не може. Значи, пази, 19 милиарди ликвидира, значи, нели? А тие кажуваат тебе да не те ликвидира. Тоа е интересниот дел, јасно. Тоа е нормално. Голем процент на портфолиото ти е во биткоин, кажи. Немам ништо биткоин, 0. Значи го продаде, одлично, браво. Продав, одамна ми е продаен. И секам до душа, Отилани го продав, outperforming направи, ама ајде ќе видиме ова година, мислам, и јас мислам и ти така мислиш. Што видиш оваа година? Што очекуваш за оваа година, ме интересира? Ако Трамп не го киднапира Грујо од Будимпешта, да го донеси назад. Ова година, како што гледам, почна доста геополитички, мислам, цисица тие работи. Пак ќе кажам, Антони, во свака ти час што ги држиш во контекст сите македонци, значи ко тебе нема, ти се поклонувам, нема ко тебе, друже, ова е чудо. Значи, ова е ко чудо, кликајте лајкови, оставате коментариоти, многу значи за YouTube каналот, треба да има 140.000 до сега. Крај, да го кажам уште еднаш. Ова година како, шо фала, заслужено 500 пати. А плюс од дете, плюс од бебе. Колку е тешко кој ќе плачи нешто. Кој проба знае. Да, кој проба знае. Кој што не проба да проба.
Ова година, Антонио, јас мислам, ако светов не експлодира за брзо, што мислам дека веќе отпорен станува, освен не знам, еве го сега Иран, кај да е, че влеза, гледам овие од кај овие мои се спрема од UK, со гледам нек ни чита еден вика снемува нешто се спрема од портојве лета авиони со не знам што. Да, го спрема. Иран го спрема, точно. Да, ќе го турна, Русија еве изда се повлече од него, го даде, не знам што му е договоро. Не знам што се договори за Кина, че си го земи Тајван, како што гледам кај да е. Така, нешто си се подалија. Ево ти земи ова јас ко Джингис Хан овде. Ај посилниот ќе ги тепа од други, бе, за жал. И ако не експлодира се, мислам дека со како што почна да пука пари Фед, еве почна да се нели че се сменува Джерон, че се смени кај да е, во мај тоа беше, ама ќе го знаеме новио уште за месец два, кога ќе го знаеме новио веќе ќе почне пумпајне, мислам помалку, исто ко Трамп кога избра за председател, дури да стане тој испумпа скроз. И мислам дека ќе биде доста интересна во Нагорна. Освен, пак ќе кажам, не експлодира светов, но мислам тоа ќе биде краткотрајно од неколку недели, неколку месеци, дури да се постаре да работите. Ако се посреди по некоја случајност војна во Украина и сите тие работи, мислам дека ќе биде доста поволна година. Еве го гледа го Среброво 200% летна бе човек. 200% Среброто летна. Златово е чудо, најдобра година во историјата. Индексите тоа е друг пазар, не разбираш. Тоа е сосема друг пазар, друга ликвидност, јасно. Тоа е. И мислам дека биткоин има да направи кетчап од едно добри 200%. Треба да е доста траше 170.000 сега. Траше минимум 130 минимум. Пак биткоин држи уште. Јас се очекував да биде 65-70 да дојде, очекував, ама не дојде. Еве го и Етериум очекував че дојде кај 2000, ама еве го држи за чудо. Тоа ми ли го пумпа, тоа ми ли вика не се секреете. 30.000 Етериум, не се секреете. Сега дечко до секоја че знаем зборови, браво. Да, тоа е браво, ни треба такви луѓе. И тук таков е нешто фризурчено, Wolf is Claw еден она душек, ај се препако онај како беше Семон Фридом, како беше од што пропадна она ше затвор сега. Сем Бейкман Фрид. Да, Бейкман и тој така спијаше таму, нешто бушава коса, бушава азбука со едно блузиче од $2 и Јас мислам че одиме нагоре. Храбрите ќе бидат наградени, ја така мислам. За другите не знам. Треба да се издржи. Ние сме и дека продолжуваме со инвестиции постојано, значи ги намалуваме средните вредности на нашите позиции моментално во портфолиото. Така да порано полоса алткоин сезона не е прашање на дали, прашање на кога. Со оглед на фактот дека ние досега имаме bear market за алткоините веќе 4 години. Ја ако се прашувам, ние досега веќе требаше да имаме алткоин сезона, тоа што не сме имали досега не рече дека нема да има, но баш сакам да го слушам твоето мислење, нормално нашите гледачи го слушаат моето мислење секој ден. Така да, конкретно прашање, дали, нормално ова не е финансиски совет, да бидеме јасни, ова е само мислење на уште еден учесник во овој пазар, нормално братски канал, дали ти очекуваш конкретно алткоин сезона 2026 година? Очекувам, ама не како сите што очекува ко 2021 експлозивно, бомбастично, така. Да, што и да купиш. Мислам дека ќе има сезона, и мислам ама че има одредени токени што ќе пумпа. Еве го, еве са пример рендер, еве го испука 100%. Значи комотно да не е само рендер, многу има Polygon, Fed. И има точно, има што испука, еве го Мати гледа ми тој пумпа. Polygon, Мати јасно. Да, и има доста што пука. Мислам дека ќе има одредени токени што има добри тимови што гледајте луѓе. Значи да бидеш ти проект, еве јас од конференциве што дам, па 70-80% од сите токени што се таму ги нема. Умре, значи ти да го оддржуваш еден токен, ако нема приход, ти има unlock токен, себе има 5 билиони имаше, мислам, на минатава година во unlock на токен, во сите, јасно. Точно, мислам, што мислите тие пари кај да се продава, значи ликвидноста се намалува. Мислам дека ќе има алт сезона на одредени токени, на тие што се добри, ќе успе, ќе направи лесно, ако 3, 4, 5, 10, 15x од ова цена сега што се. Значи, еве го, гледај го Nier, минатиот пат кога правихме му пред ден на година, Nier беше $13. Сега мислам колку беше, $10. Дојде до 1 и нешто. Значи тоа ти е 7x само да се врати пред ден на година. 7x. Точно. Да, и мислам очекувам
такви некои токенчина дека ќе направат добро, посебно тие што има приход. Еве го пак ќе кажам, ко овој хайп, еве го Астер, сите што имаат такви некои што генерираат фи, што генерираат. Точно, тие ќе преживе и ќе издржа. А што мислиш за ETF-ите, кажи ми, многу ме интересира. Што мислиш за altcoin ETF-ите, според тебе? Altcoin ETF ќе има и поиќе, ама нема сите да преформира како биткоин. Нормално. Ќе излегува, толку помалку ќе преформира. Првите десетина ќе успе најмногу 15. После тоа како што излегуваат 15-20 ќе се поднамалува. Нормално, сега знаеш како е компаниве, не заборави сите после што собира пари од компаниве за да инвестира, едно време ќе пукне и тие. Кој ќе се срини на таква компанија, токено што мисли ќе направи, ќе го ликвидира сето што има и токено ќе пропадне. Виде некој што се случи со Zcash, ти му напушти цел. Точно, тоа кажеме на вестите, точно, вистина. Добро, ама Zcash не е поврзан со институции, да се разбереме. Zcash има само фонд во Grayscale. Ја конкретно зборував за, пример, XRP ETF и Solana ETF и така натаму, покажуваат доста добар перформанс. Сакам да слушам дали конкретно имаш мислење околу тоа. Да, јас мислам сите што излегува првите 10-15, бавно, ама сигурно треба да ода нагоре. Значи би требало по теорија исто како во луѓево ќе купува, мислам овие што се големиве што се кооперации го купува и го остава. Ево BlackRock тука еве го инвестира, купи 6000 куќи во Англија, сега сака да направи до 30.000 портфолиото. BlackRock купува. Можам да замислам, нејасно. А нема да им дозволуваат во Америка, им кажа дека нема да им дозволуваат да купуваат куки за семејство, веќе кажано. Не, ти немаш представа што се случува во Англија. Ајде да свртиме ако сакаш тема од Англија малку. Да не навлегуваме, да се задржиме на крипто. Кажи ми што мислиш за дацовите, Digital Asset Treasuries, како што кажа Том Ли, Майкл Сейлор, дали мислиш дека можеби таму се очекува голем прилив на капитал во крипто? Ме интересира за тоа што веќе почуваат вакви Digital Asset Treasuries како што е нели BitMine на Том Ли и нормално MicroStrategy на Майкл Сейлор, се повеќе се појавуваат и за алткоините. Дали мислиш дека потенцијално ќе добиеме оттаму капитал? Да, јас мислам пак ќе биде слично како со ETF, точно, еве ги има, нели има една јапонска што е исто како Майкл Сейлор, заборев како се викаше, и та собира пари, нели со биткоин. Метапланет, ако не слажам. Некако така и тие доста мислам многу е помало Майкл Сейлор, Сейлор е бист. Тоа што ме плаши кај Майкл Сейлор е еден момент да реши само да продаде еден биткоин тој, ќе стане огромна паника. Мислам, кога ќе му даеш власт на еден човек, еве видиш што се случи со CZ, примерно, кога имаш огромна власт, малку да мрдни и паника, толку е маркетов реагира како некој мим токен на човек. Исто како претходно со Маск, исто како претходно со SBF, се меѓу истата ситуација, точно. Да, јас сум поиќе да има такви компании, но да има сплит, нели, да се раздели на помали, ама поиќе компании отколку една да држи повеќе. Јас сум повеќе за тоа. И такви компании ќе собира, ја мислам ја гледа потенцијалноста, просто тие што се први ја виделе многу војни на 10 години напред како Майкл Сейлор. Има видено на 10-15 години напред. И мислам дека ако Америка го направи, нели, ако стави 200.000 да собира нели биткоин во National Treasury, мислам дека тоа ќе биде исто еден огномет, fireworks ќе биде во маркетот. Како и да е, мислам сме на добра траекторија, добри токени, не сите пак ќе успе, пак не сме финансиски советници, ќе има во глобала, мислам сме на добра траекторија, бавно, ама треба доди. А сега важно е да не продаваш ако не мора да продаваш, тоа е многу битно. Кога ќе мислиш да продаваш, еве ко мене излези си надвор, оди прошетај в шума, истрчај печес круга, испоти се, мавни една вреќа, оди види жената 3-4 пати навечер и нема да продаш. Ајде сега најглавната тема. Што правиме со Трамп? Чекаме атентат, повторно што правиме со Трамп? Трамп, Што правите вие со Трамп? Чекаме ли атентат? Што чекаме сега? Чекаме да земе Гренланд, валја? Му честитам на овој што се обложил дека Мадуро ќе го скина. Еден нели имаше еден таков дечко што зеде $500,000, мислам. Зеде се обложи дека ќе го скини. Она му беше
толку исто како од филмови. Како можеш да киднапираш председателот со жена? Како е возможно во 21 век? Вака може, наједноставно е. Со хеликоптерите доаѓаш и го киднапираш. Да бидеме јасни, наместени. Значи, се повеќе и повеќе објаснено дека станува збор за апсолутна местенка, дека моменталниот режим, практично истиот режим, во договор со администрацијата во Америка, буквално го предава Мадуро, затоа нема ниту еден испален куршум практично во градот додека они го бомбардираат. Значи, на толку наоружување, на толку антиавионски системи, ти да немаш ниту еден проектил испалено е смешно, но како и да е. Знаеме кој е резултатот сега, како било тоа воопште нема да промени ништо. Ме интересира дали ти мислиш дека и понатаму Копуков орангутанус американус ќе биде позитивна или негативна сила за крипто според тебе? Интересно прашање. Дур семејството него прави пари, ќе биде позитива. Семејството него има многу крипто, како што гледаме во позадина или не позадина. Они се еден од дацовите што купуваат. Значи они имаат моментално майнинг фарма и почнуваат да купуваат. Они се еден од тие дацови. Точно. А за Мадуро во право си нема логика да влеза, тој е во тврдина со 100 телохранители и ниту еден американски војник да нема загинато. Тоа е миж јас сам да ти бам. Мислам, тука јас се согласувам. Како да, исходот е ист, дали бил предаден или не, исходот е ист. И сега вика, моја е нафтата. Сега вика, ќе ја пратите кај мене, ја ќе ја продадам, па ако одлучам да ви дадам нешто, ќе ви дадам. Добре, дојдете во демократија. Да, па тоа е чиста демократија. Јас ќе ја продавам и вас ќе ви дам за сол, а јас ќе го јадам сладкото, да. И ќе ја направам Венецуела great again. Касандра беше од таму. Нашиот стратешки партнер, што вика, ние Мурика Brotherhood демокраси, така, стратешкиот партнер наш. Пример за демократија. Демократија минус 600. Ама да го заборавиме дело со Венецуела, сега или конкретно околу геополитика, што мислиш конкретно за тоа што главната иницијатива каде што и СЕК моментално работи позитивно за крипто во однос на донесување на овој закон и Конгресот и Сенатот и CFTC, тоа се сите агенции и нормално врховни органи во Америка кои што се обидуваат да го донесат законот за криптоструктура. Препоставам дека знаеш, нормално тоа е законот за кој што целосно ќе биде регулиран криптосекторот, поделени на сектори, кој потпаѓа под комисија за хартија од вредност, кој потпаѓа под комисија за ресурси. Кажи ми, дали мислиш дека донесувањето на овој закон кој што повторно да бидеме реални е поради Трамп каде што е, дали мислиш дека ова ќе промени многу во криптосекторот и во однос на приливот на капитал? Не знам да ти кажам. Би требало на почетокот може да има некоја примерно пат надолу, на почетокот ќе има страф од сите тие работи, ама кој ќе се регулира по еден или друг начин, после има повеќе стабилност. Мислам за нас, за мали играчи ќе биде леле што се случува она, ама за големи играчи ќе вика окей, супер, ние веќе може да влеземе сега легално. Од има еден, гледај се, може да ги видиш тие работи, има еден куп милионери, тие нејче сака да влезе, ама не може точно поради такви некои работи. Уште овде ако спомниш на некој криптосите си мисла си деликвент, разбираш? Сите те гледа уште негативно. Знаеш, оти сите си мисла дека се користи за не знам што, оти така беше дрога, перење пари, проституција, оружје. Да, точно. И мислам дека така на почетокот кога ќе се донесе сите, долгорочно би било позитивно, краткорочно би било негативно, краткорочно. Барем јас така мислам. Не знам, може би сум мислење, само твое мислење, зишто повеќе не бара, точно. Многу битна работа што сакам да прашам што мислиш е токенизацијата. Моментално се повеќе и повеќе, не само во Америка, туку низ целиот свет се фокусира генерално финансиите кон токенизација. Например, во Англија пред само еден ден помина трансакција од Lloyds банкарската корпорација преку Archax и назад. Значи, они за прв пат токенизира обврзница на Мала Британија и успеа да пренесат преку два сегменти, практично, да успеат да направат токенизирана верзија на обврзницата и да направат трансакција на блокчейн. Дали мислиш дека ова ќе промени многу во светот, наскоро, долгорок, краткорок, многу ме интересира што мислиш околу ова? Токенизацијата, мислам дека Антонио че е морално нешто. Мислам дека ќе биде не се, ама доста токенизирано. Што и мислам ќе биде позитивно токенизирано. А за големи, не знам колку би било добро за овие сите што играат во Lloyds. Lloyds има 4000 имоти тука, сака да стана до 50.000. Знаеш за тоа? Купува како будали. Заедно со BlackRock сите тие работи. Не плаша овде сите луѓе во продавајте. Вие ќе ви дајме кредит,
купите куќа, ама после ај не ја купувајте, ама земете кредит од кај нас. Немаш представа што прави. И за токенизацијата, Антонио, мислам дека тоа е веќе измислена му е. Ево BlackRock, еве го, тука го имаш. Ондо, гледа го да шопне. Ондо ти е феноменален. Жално што е толку низко. Токените се уште не реагираат на цената, да бидеме јасни. И Ондо и Плум и многу од нив нормално, но ме интересира генерално според тебе дали мислиш дека на долг рок тоа ќе биде позитивно или негативно на пример за лееркецовите, за проекти како Ондо, Плум? Јас мислам да, че има доста проекти што тоа ќе го зема во своји раце, што мислам веќе го зема но како што кажа, не може да очекуваме ние цената преку вечер да скокне 500%. Но че има една стабилизација на цената, мислам пајџа до едно ниво и после веќе ќе имаме стабилизација нагоре. Нормално може чиспука нагоре, после ќе се стабилизира, ама нормално колку повеќе луѓе ги користа, пак ќе бидат неколку немој да скокате по токени еден куп кој ќе излегува. Значи скокате во оние што се најдобри, најдокажани. Јас тука си изгорев доста пати, знаеш како излегува линк и сега ќе излезе уште 5, ова е замена за линк. И скокаш по новиот линкова, она така ќе биде исто со токенизирање, нели ќе има 100 такви токени, ама ќе уште неколку, ете како што кажавме, Ондо е еден од нив. Сигурно јас не ги знам многу, ти повеќе ги знаеш ти од мене. Јас имам таму од сите по некој, си ги чувам и нека си крскам, но мислам долгорочно да. Во право си че би требало да биде доста интересно со тоа. Мислам нешто што ќе биде за сите ново. Значи тоа е нешто ново што не видено и не знаеме како ќе биде. Еве гледај се, имаме AI на секаде. Еве ги роботи за 10 години па ќе имаме роботи на секаде. Такси, јасно. Да, еве гледај, некни гледа видео во Кина во овој што е баш би сакал таму да пам во овој градов што е на не Шанхај, како се викаше, Шен или Јасно, да. Некој од овие кои има највисоко користење на AI, јасно. Значи тоа е 20 години напред, оди сакаш да видиш како ќе биде светот за 20 години. За останат комунизам тоа. Да, јас бев во Кина, Антонио, не знаеш, пред 2014. Знам, сум бил и во Шангај, сум бил и во неколку други градови, знам тоа, они не знаат како живеат. Јас бев во Кина 1000 километри внатре во Кина Јас бев во Аватар планина, јас со воз се возев 24 сати, само јас и сопругава бевме бели. Сите беа кинези, англиски никој не зборува. Има телефон што преведува, ти знаеш што е јако да се разбираш со кинезиве на без јазик. На Покемон. Интересно, цел воз внатре беа кинези и сите идеа да се слика. Се разбира. И Кина јас ова 2014 и 2015 бев. Јас тоа што го видов, ова беше чудо. Сиди тука. Оди долу. Ајде. Не се секира, уште малку тато ќе го пустиме, уште две прашања имам и го пуштаме тато. Првото прашање е многу битно, кои ти се топ 5 токени моментално во портфолио? Чисто најголеми што ти се моментално позиции. Да ти кажам, имам линк. По прилика, не мора сега баш да ги памтиш. Да. Тао, линк, Solana, имам Ондо, имам Ethereum, немам многу, но сакам да соберам повеќе. Ethereum ми е врзан со yield farming, така да го имам, значи може да кажеш. Aster го сакам, Aster мислам дека заради Сизиот и Сизи го купи на 0.90 центи. Да, Hype имам малку, имам мим токен уште чувам од Shotpad неколку, горе-долу тие се, нормално Cardano го имам, Render го имам нормално, уште Соник го чувам, за жал ништо не направи Соник. Се уште. Ја па ќе кажам, многу тие, види, сите овие што спаднаа прв bull market да ги земеш како на пример Axelar, Wormhole, Ondo, Alchemy Pay, они се во постојан пат, тоа не значи дека ништо не направиле, тоа значи дека се уште не почнале да растат. Ја барем така гледам на работите. Чима ќе испука неколку и ќе ни биде на многу жал што не купивте кој е долу. Тоа е моето последно прашање за денеска од Криптофил, да не го малтретираме премногу. Само сакам да ни каже Криптофил што би препорачал на сите оние кои што се уште се во пазарот, на сите оние кои што се во загуба, што би препорачал Криптофил? Вака сега. Тоа е доста добро прашање. Добро е, следете го Антонио, ти не е финансиски совет, да се разбере. Не ви кажува што треба да правите, ви кажува што он мисли. Да, значи ако би имал некој динар, да вложувам, би правил DCA константно да го турнам на средната цена да се ја турнам долу. Не, примерно, мене ми е рендер средно на 2.5 купено. Ми беше на 6 и нешто, на 1 и нешто, на 1 од yield farming навам натаму го направив до 2 и нешто што е топ цена.
го гледам рендер 10 да дојде, тоа ти е 4x после што сакаш прави. Значи од мене мислење е да правиш DCA на добри токени, на токени што мислите дека би имало иднина. Таков research Антонио ви ги тупи глата константно. Значи ако имаш некој пасивен, малку знам дека не знаеме кога ќе престани да паѓа тие работи, ама гледате што се случува како што кажаме пред пола сат. Рендер падна до едно ниво и ако правиш DCA, ти ќе купиш на долар, на $1.230, сега е примерно не знам колку е 2.20 колку беше. И мислам цените толку ќе ода флексибилни горе и долу, тоа ќе биде екстремно многу. Исто ако влезете во токени, нема да купувате премногу. Так, неколку десетина премо изберете од секој нели ниш, од секоја гранка по 1-2 и дури ако сакате да мим токен, земете некој примерно и има примерно ПП, МП, сите се УПМ долу. Значи толку се и кога ќе купуваш, не очекувај 20-30 скокнал, леле скокна, не, зум аут напред, ќе видиш дека е овде уште. И ако купуваш 20% сега. Значи овде. Така да тоа е од мене интересно. Ти благодарам многу Криптофил, се надевам дека ќе ни гостуваш пак ќе кажам, ако некогаш ти тој дека сакаш да ни бидеш гостин, слободно прати ми порака, ако не, распоредот за нашиот канал е постојано јавен, ако сакаш да се приклучиш некој од нашите лайв стримови, верувам ми голем дел публиката ќе сака да слуша твоето мислење, така да ти благодарам како и секогаш за соработката, ако има нов материјал ќе те замолам, извести не, веднаш ќе го споделиме да помогнеме колку што може и се надевам дека Криптофил ќе дојде повторно на нашата македонска криптоконференција трета поред ова лето. Ти благодарам брат за се, нешто за крај, ако сакаш да кажеш бор 2 и да завршиме за денес. Да, Антонио, пак благодарам уште на што ме викна. Во мојот братски канал имам еден, тоа е Антонио. Ви посакувам на сите успешна година, први со фамилијата, па после се друго, криптото не оди никаде, не се секирете, тука е. Геополитиката си е геополитика, не се ја тупете многу глата, прочитајте и не се занимавајте, поминете повеќе време со семејството, со сопругата на вечер, знаете што треба да правите. Со довај љубовницата. Тоа е од мене, ви посакувам се најдобро, че за брзо, не за брзо, кај февруари ќе направиме едно многу јако видео, можеби ќе биде 2, парт 1, парт 2, мислам дел 1, дел 2. За Yield Farming што лекции што ги научив. Така некако ќе биде името, лекции што ги научив и лекции што ги користам за да бидам многу поуспешен од тоа што бев. И како да не загубите пари во сите тие игри. Да, тоа ќе го направам кај Антонио ќе го сподели сигурно и Антонио да се надевам, планот е точно да дојдам за конференцијата, да се видиме влето, нели ќе биде, ќе збориме. И тоа е тоа. Пак ќе направиме некој лайв стрим сигурно пред конференцијата. И побрзо кога и да е, нема проблеми. Благодарам Криптофил, имај добар ден, се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемиджија и од топлата Малта и добра ноќ. Поздрави од студени од Ливерпул. Listen up, class is in session tonight. Cryptogemizia, here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the burst. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. Cryptogemizia, teaching you the way. But never all in one day. DCA is strategy. Patience is the key. Cryptogemizia, setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management in tight. Cryptogemizia keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seeds, proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. Cryptogemizia, your educational guide through the volatility. Stay